За оние кои што се поупорни и ги следат и тешките муавети мои со Мечка и Мичо, во вторник во 21:30 на истиот ова YouTube канал на Инфомакс. Знаете дека прошлиот вторник најавив за прошлата сабота дека добив анонимно писмо. Нема кој испраќач. Ми стигна на факултет. Ја чувам оригиналната коверта. Може комитите од AliExpress ке ме тужат и за ова. Со задоволство ќе ја донесам ковертата и за вештачење, и за суд, и за рочишта. Па ќе дебатираме за тоа дали е ова автентично или не е. Мене, да не кажам, ми се допаѓа што комитите од AliExpress бараат правда од судовите кои што ги нарекуваат корумпирани и во која што корупција на свој начин учествуваат и самите тие. Но како и да е, едниот со Мицко што се слика, што му е тесниот круг, е докажан соработник со досие во УДБА. Го кодошил ВМРО, ме кодошил мене, после протестите 98. Ме кодошил мене и го кодошил Антонио Милошовски. Овој по Антонио Милошовски, знаете дека имаше прилично сериозна промена на ставови, па сега не му пречи што овој го кодошил и што најавува таму у тие информации негови во испоставата на ДБК во Гази Баба, дека ако ќе го нашол некаде Антонио по улици ќе го тепал. Океј, не ви пречи, нема проблем. Седете си таму кај што седите. Вие сте тоа труло јаболко на ова општество, не на партијата. Тоа труло јаболко е јаболкото на раздорот и помеѓу членството, но и елементот кој што дозволи да се промени името и така натаму. Но нема тука да одам во екстензија. Ќе ви го кажам следното. До мене дојде анонимно една поголема папка на материјали кој што содржи три дела. Првото се прашања за Антонио Милошовски. Ја ќе ги прочитам. Второто е колумна на Бранко Геровски. Да, овој Бранко Геровски што е сега коска со Мицко. Да, оној Бранко Геровски што мене ме нарекуваше фашист во 97 година кога се бунев за македонскиот јазик. Да, тој е тој, истиот Бранко Геровски. Па тој човек напишал една многува колумна на 22 ноември 2010. Кој јазик го браните, министре Милошовски? Ке подсетам и на таа колумна. И по моје мислење, оригинален примерок на прочиената на Антонио стихозбирка Осакатени азбуки. Ми се чини дека овде е и подпишано од Антонио. Пишува подготвителен примерок и ми се чини дека ова е неговиот подпис. Јас не го знам подписот. Ако дојде до судски процес, па ќе го дадеме на вештачење оваа копија и како се вика, нека утврдува судот, вештаци и така натаму, дали е ова книгата на Антонио Милошовски со која што македонскиот јазик за него беше осакатена азбука, односно македонската кирилица. Како и да е, станува интересно.